Време за одмор немаат. Тие во Банско, искористувајќи ги топлите термални води, веќе се при крај со подготовката на расадот и веќе расадуваат на постојано место. Првите берби дури ги очекуваат за почетокот на февруари. Спомнуваме Струмичкиот регион, е регион кој што се работи од 1.1. до 31.12. во годината, што значи застој нема во работењето. Посебно во овој дел каде што се наоѓаме сега, каде што дел се користат термалните води, значи тука сме моментално во село Банско, каде што и самите може да видите дека производството или растопроизводството е многу во напредна фаза. Кога некој пат спомнуваме дека ние сме веќе во Струмичкиот регион на места каде што имаме веќе расади за раснадување на стално место, во некои ситуации или области спаѓа како невозможно дека во тој период ние веќе имаме луѓе или земјоделски производители кои што веќе имат расад за производство, за расадување на стално место. Значи поентата е порано, меѓутоа ќе стасат и самите производи за нашите пазари и порано во годината. Тука како што можеме да видиме, значи имаме култура на пиперка, од типот на лута пиперка, сорта Фортесе, значи на кој што многу ја се гледувам во добра кондиција и така да према самото видување и обработката на самото растение се внимава доста околу заштита на самите растенија, околу климатските фактори кои што и те како се битни во овој период, што значи овој период е многу нестабилен, период кој што е проседен со дождови, со влажност, превисока влажност, период кој што опаѓаат дневните температури, што значи треба секој пат да се внимава околу влажноста на почвата и да се внимава околу самото проветрување на истите простории, се со цел да се овозможат оптимални услови за развој на таквите растенија. Тоа е жива материја, значи мора да се внимава како на сончевата енергија и светлина, така и на топлината, кое што моментално тука се движи околу 15 до 17 степени Целзиусови. Се користат субстрати кои што се потекло од органско производство, што значи немаме смески кои што самите производители си ја припремаат. Тука имаме случај кој што е обезвирусен, комбинација од различни прегорени или термичко обработени ѓубрива, дали тоа се комбинации од шталско ѓубриво, од кравио, овчко, птичје и така натаму, значи се внимава околу начинот на производството. Гледаме, се внимавало на расадот. Кои се препораките сега? Негата на расадот во овој период е многу важна. Треба да се внимава и на питиум, и на ваква температура, и на ваква влага, секакви болести, дури глодари треба да внимават. На се треба да се внимава за да се одгледа расадот. Така, во овој случај, значи почетно што е, во овој случај имаше доста појава над глодари, кои што во некои пластеници, кај што се одгледува расадопроизводството, направи доста големи штети. Меѓутоа, нашите земјоделски производители секој пат одат малку во резерва плюс од тоа што е потребно, така да некако може да се покријат со таквите работи и плюс тоа се употребуваат препарати кои што овозможуваат значи заштита од таквите глодари. Исто така се појавуваат штетници кои што можам да напоменам овде во ова расадопроизводство е под надзор на стручно лице кој што се грижи за здравствената состојба на самото растение, начинот на производството, прихранувањето, значи од болести кои што можат сега да се приметат, тоа е најголемата опасност од околу појавата над питиумот или опаѓањето на расадот, кај што овде земјоделскиот производител внимава на тие работи и врши превенирање или превентивна заштита, каде што
не би смел на тако големо производство да дојде до некои поголеми штети, каде што утре ќе има проблем и до самото расадување. Како што го гледаме расадот, значи имаме период или временски за околу 15, максимум 15 дена или 10 дена расадување на стално место. Кога би стасало за берби? Први берби кога би имало? Према состојбата и местоположбата каква што е, значи тоа би стасало прилика во почетокот на февруари месец за првата берба која што ќе обави земјоделскиот производител. Што значи често пати споменуваме овие земјоделски производители кои што произведуваат храна, поточно од делот на градинарството, секој пат треба да бидат стимулирани од страна што произведуваат производство со тежните услови на одгледување, кои што се проследени со повисоки трошкови околу самото одгледување, меѓутоа и произведуваат во период кај што ние во нашата држава немаме такво производство. Тие се тие што не бранат од увозот практично. Тие се Да не одлеваме девизи. Така е, тие се земјоделските производители кои што произведуваат во зимскиот период, каде што ние сме били и сме приморани да увезуваме такви производи, и затоа за таквите производители секој пат треба да се внимаваат, бидејќи во тој период ние немаме такво производство. На почетокот кога го разгледувавме расадот и пластениците, освен што се гледа дека сите се како едноглави и сите се под конец некако, ни дојде чудно еден друг расад. Се работи за расад, ни спомна дека е расад од куртовска капија. Така. Јас бев чудо невиден уште сега да се произведува расад за куртовска капија. Кога би стасало тоа? Каква е идејата? Ова нешто прв пат слушаме, ваква некоја новина. Па видите, секој пат спомнувам и пак ќе спомнувам. Не значи дека земјоделскиот производител е тој што е тука затворен во овие простори и не ги согледува новите техники и технологии околу примената на семенскиот материјал и се одлучува на кој е тој семенски материјал кој што треба да го употреби и која е таа култура. Тука имаме расад од куртовска капија, значи од типот на капија кој што ќе биде набрзо исто така расаден и во времето на стасување ќе му биде отприлика околу април месец. Тоа е многу голема реткост која што и во нашиот регион, па да не кажам доста слабо застапено. Меѓутоа не од увоз дека има тој период. Така, меѓутоа јас сум убеден овде со нашата соработка дека ќе произведеме и пак ќе погледнеме понатаму самиот раст и развој на растението, овозможувајќи му оптимални услови за развој на истото растение, ќе имаме прекрасни плодови кои што ќе бидат припремени за свежа консумација, значи во зелена состојба. Исто така ќе припремаме и дел кој што ќе го оставиме за да има една зрелост, техничка зрелост, значи во црвена состојба. Понатаму будно ќе се прати таквата ситуација и препораки за други после за други. Сметам дека ќе успееме согледувајќи ги условите временски како што се и немаме опасност од мразеви, што е многу битно кај нас тука, бидејќи се користи дел од термалната вода, значи може да се изврши таква регулација над самите растенија. Гледаме сега ова е малку порано со производство, но голем дел од пластениците тука во Банско се веќе изорани, подготвени. Претпоставувам расадот на друго место се подготвува, каква е состојбата? Така е, состојбата е слична на ова овде што ја гледаме. Имаме некои дури порано ќе излезат на стално место, меѓутоа овие површини кои што ги гледаме, тие ќе бидат наскоро сите покриени со растителни расадени на стално место, со култури кои што се во овој дел на регионот, значи најповеќе пиперката која што е и водечка во пластеничкото производство, посебно под контролирани услови. Бргу се расадува, бргу ќе завршат и бербите. Ќе остане ли пластеникот празен или тука нема застој? Тука нема застој, веќе сме пред расадување, а ја планираме веќе и која ќе биде наредната култура. Додека е при крај веќе бербата на ова култура, веќе расадот е припремен за настално место, што значи се внимава на ротацијата на културите, се внимаваат кои култури се засадуваат, значи не доаѓаат иста култура или иста
градинарска култура повторно, значи тој плодоред мора да се запази во начинот на одгледување, бидејќи непрепорачливо е една по друга култура да бидат засадени, и ако се внимава околу самата состојба, здравствена состојба, меѓутоа и хранливите материи во површината, понатамо ќе бидат нон-стоп посадени со култури. Од тука од прилика планираме дека ќе биде како втора култура сигурно корнишон или краставица долга, ама сметам дека ќе биде корнишон, бидејќи земјоделскиот производител се бави со тоа производство, а плановите се понатаму и да се произведува како готов производ, не како сировина. Колку треба да посвети и државата пред се да стави своја рака врз тоа да ги помогне преку ИПАРТ или преку други програми да одиме на поголема финализација. Свесни сме дека со суровина како суровина дојдовме до ситуација да една Албанија полека ни го презема пазарот. Ни се уриваат цени, имаме се проблематични услови за пласман. Дојдено ли, созреани ли се условите веќе на големо да размислуваме за што повеќе отварање на такви капацитети за доработка, преработка, па и за остварување поголеми приходи на тој начин? Што порано го отвораме тоа прашање, и отворено тоа прашање околу изградбите или реконструкцијите на такви објекти кои што можат да послужат понатамо за преработки на таквата сировина која што имаме. Не мора да бидат големи погони, нека бидат повеќе мали. Не морат. Во секоја општина, во секој општин, па и населени места кај што имаме обемно производство. Значи не е проблемот кај нас производството или количините. Проблемот е пласманот. Ако е проблемот пласманот во свежа состојба, тогаш што поскоро треба да отвараме такви погони со услови да можат тие производи да бидат прифатени, преработени понатамо и така како готов производ пласирани. Јас мислам дека таквата инвестиција носи средства, меѓутоа и таквите производители кои што имат и собствено производство, меѓутоа се и плюс здружени во одгледувањето, да им се посвети внимание да може што повеќе да се подигнат такви објекти каде што ќе бидат прифатени таквите производи. Тоа дали ќе биде краставица, дали ќе биде корнишон, дали ќе биде пиперка, секој производ. Значи и во секоја фаза да можат да бидат прифатени и таквиот производ, ако веќе немаме услови за извоз во свежа состојба, тогаш да ги произведеме и доработиме како готов производ. Многу битно е за нас да биде извозот или употребата како свеж готов производ. Тука се наоѓаме на место кај што и самите можете да приметите се употребуваат исклучително органски ѓубрива. Значи тој произведува органско производство, меѓутоа е значи во тек ова година за привоје, во конверзија и ќе помине исклучително во органско производство. Што значи, органското производство ќе биде како во свежа состојба, ќе биде и како органско производство преработено. Значи, производител ќе има профит, посебна додадена вредност, ќе произведува производ кој што не е штетен за човечкиот организам, и така да сметаме и побарам во денешно време, што треба стварно да се обрати големо внимание, меѓутоа се работи и за неговиот труд кој што го вложува во таквото производство, значи крајната цел е и профитот на самиот производител за тоа се збогати.